Најава за денешните настани. Цените на угостителските услуги оваа сезона повисоки од лани, прифатливи само за странците. Наполно их завршува увидот во избирачкиот список. Самойлова тврдина нем сведок за историскиот континуитет на Охрид. Брејно Брејн на Црвен крст Охрид одбележува 15 годишен јубилеј. Американскиот десничарски активист близок до Трамп Чарли Кирк убиен на јавен настан. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Беше ветровито и посвежо со опаѓање на дневната температура на максимални 25 степени Целзиусови. Во доцните попладневни во вечерните часови врнежите ќе престанат и во текот на ноќта четврток кон петок ќе превладува умерено облачно и ветровито време. Во петок поголем дел од Европа ќе биде под влијание на длабок циклон, чиј центар се наоѓа над Атлантикот и Скандинавија, кој што во западна, северозападна, централна и северна Европа ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер и пад на дневните температури. Локални врнежи од дожд се очекуваат и во североисточна, источна и југоисточна Европа. На Апенинскиот и Пиринејскиот полуостров, како и во поголем дел од Балканот, ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во северните предели зголемена облачност, додека пак во крајните североисточни и источни предели ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 24 до 33 степени. Во Македонија во петок ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност со температури кои што се вообичаени за овој период од годината. Утринските температури ќе се движат во интервал од 9 до 18 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 23 до 33 степени. Во Охрид во петок ќе превладува претежно сончево и релативно топло време за овој период од годината со локална облачност. Минималната температура од 14 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 27 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29 степени. Во недела и понеделник ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Утринските температури ќе се движат од 16, односно 15 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 27, односно до 24 степени Целзиусови. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи.
Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамара Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Најефтиното еспресо со атрактивен поглед на брегот на Охридското езеро може да се испие за околу 100 денари, а најскапото кафе може да ве чини и повеќе од 250 денари. Цените на гостителските услуги повисоки од лани. Најскапи на менито се охридските риби. Цените на угостителските услуги се различни, зависно од локацијата, луксузноста на објектот, погледот и близината на езерото, но факт е дека ова лето се доста повисоки. Најефтиното кафе во центарот на Охрид е 100 денари, соковите од 120 до 250 денари, пиво од 150 до 300 денари, просечен оброк во рестораните по лице од 350 до 800 денари. Највисока цена во менијата е резервирана за охридските риби, килограм пастернка од 4000 денари нагоре, билвица од 2500 нагоре. За странските туристи цените се прифатливи, но за охриѓани и домашните гости е скапо. Поскапо е за туристите да биде. Па да, например, кај нас е 80, тука е 160. Цената на кафе, сок, јадењето е дупло. Па зависи каде, некаде се поскапи, некаде поевтини. Сега тука на овие места кај што се нормално се поскапи, као и секаде. I think it's quite cheap. Мислам дека е доста ефтино. Ние доаѓаме од Холандија. Цените овде се доста прифатливи за нас. And this place is Овде цените се добри, особено за европските туристи има добри цени. cheap. Доаѓаме овде 12 години. Да, многу убаво. Oh, it's so far. It's been the same as Melbourne. Од Австралија сме, од Мелбурн. Цените се исти како во Мелбурн. It's fair enough. Не е скапо, не е ни ефтино. Има, да речеме, нормални цени. Од хотелско-угостителскиот еснав велат цените се поскапени согласно трошоците, но се уште се прифатливи и најниски во опкружувањето. Цените има секакви цени. Може да забележите и многу високи цени, но се забележуваат и попристојни цени на некои делови што не се прва линија, да кажеме, на езерото. На охридските прва линија ресторани, поготово се работи за рестораните, значи ја држат цената и може да се примети дека и не се празни. Значи и со повисоки цени нели се одржуваат и како што знаеме нели све е поскапено од работната сила, од набавните материјали и од све останато.
Туризмолозите велат, најважно е цената да соодействува со квалитетот на услугите, со подобра понуда да се привлекуваат туристи со подлабок џеб. Министерот за животна средина Меджити денеска се сретна со амбасадорката на САД во земјава Ангела Агелер. Соработка за заштита и одржлив развој на Охридското езеро беше во фокусот на разговорот. Заштитата на Охридското езеро представува национален и прекограничен приоритет, а соработката со Соединетите Американски држави и меѓународните партнери ќе донесе неопходна експертиза за зачувување на ова уникатно природно и културно наследство. Ова е заклучокот од денешната средба на Министерот за животна средина и просторно планирање Изет Меджити со амбасадорката на САД во земјава Ангела Агелер. За време на пријателската средба се дискутираше за техничка и научна соработка за заштита на Охридското езеро, природното и културното богатство кое е заедничко за Македонија и Албанија. Целта на соработката е подобрување на квалитетот на водата, управувањето со рибниот фонд и развој на одржлив езерски туризам. Во текот на 2024 година двајца американски експерти спроведоа теренски посети и двонеделни средби во регионот на Охрид за да ја оценат актуелната состојба. Извештајот од таа посета содржи неколку конкретни препораки, меѓу кои зајакнување на капацитетите на Хидробиолошкиот институт преку модернизација и поддршка на научниот кадар, создавање национална долгорочна програма за ливнолошки мониторинг и рибниот фонд, развој на заеднички прекограничен план за управување со инкубаторите и заштита на охридската пастрмка, воспоставување механизми за рано откривање на инвазивни видови, како и развој на истражувачка програма за одржлив туризам и зајакнување на улогата на граѓанските организации. Во рамки на денешниот состанок учествуваше и професор Джейсон Стоквел, директор на научната лабораторија за животна средина и природни ресурси при Државниот универзитет во Вермонт, САД, кој во наредните денови ќе престојува во Охрид, пошто ќе ги представи своите идеи за понатамошна соработка со Хидробиолошкиот институт во Охрид и други релевантни институции во земјата. На полноќ истекува можноста граѓаните да извршат увид во избирачкиот список за предстојните локални избори. Ноќеска на полноќ завршува увидот во избирачкиот список за локалните избори кои што треба да се одржат на 19 октомври. Државната изборна комисија по барањата и пријавите на граѓаните е должна да одлучи со решение во рок од 24 часа од денот на приемот на барањето. Против решението на комисијата, граѓанинот во рок од 24 часа од приемот може да поднесе тужба до управниот суд по електронски пат. Министерството за внатрешни работи, еден ден по завршување на увидот, доставува списоци на лица кои поднеле барања за нова лична карта, како и на лица кои ќе наполнат 18 години до денот на изборите. Податоци се доставуваат и за лицата кои се во притвор или во затвор, како и за оние кои што се пријавиле за гласање во установи за згрижување. Избирачкиот список ќе биде заклучен најдоцна на 26 септември. Во избирачкиот список за Охрид се регистрирани 51.982 гласачи, во Струга 61.956 гласачи и во Дебарца 3.903 гласачи. На 13 септември на полноќ завршува и рокот за доставување на листите за кандидати за градоначалници и за советници, а официјално кампањата ќе започне на 29 септември. Еден од најзначајните споменици на културата во Охрид е Самоиловата тврдина. Во текот на вековите таа не само што ги менувала господарите, туку повеќе пати била уривана, поправана и доградувана. За неа велат дека е нем сведок за историскиот континуитет на Охрид. Постојат голем број легенди за Охридската тврдина кои се пренесувале од колено на колено. Самоиловата тврдина е еден од најзначајните споменици на културата и белези на Охрид која представува круна на градот. Низ вековите се менувале господарите, тврдината повеќе пати била уривана, поправана и доградувана и до ден денес стои над градот како монументален споменик од чии ѕидини како на дланка се гледа езерската површина. За неа велат дека е нем сведок за историскиот континуитет на Охрид. Постојат огромни писанија од патеписци кои датираат од поново време, меѓутоа од најстарите писанија би ги споменал од Полиби, кој всушност укажува дека и го укажува за прв пат Охридското
езеро како едно значајно езеро врз кое треба да се изгради една монументална тврдина, а која е по наредба изградена од Филип II. Исто така Тит Ливи укажува на тоа дека уште во 209 година пред нашата ера ова, би рекол, значајна тврдина била веќе изградена и значела и била огромен споменик, меѓутоа и огромно здание поради одбранбени цели. Меѓутоа, би рекол, за нас особено е значајно и доста интересно она што се случувало со Самуиловата тврдина и зашто таа го добива всушност името Самуилова тврдина, тоа е бидејќи овај објект кој и изгледот на овај објект, односно на Самуиловата тврдина, всушност датира од Самуилово време, иако после тоа е разрушена, меѓутоа би рекол темелите останале исти и е возобновена. Местното население било главен двигател и одржувач на тврдината. Во времето на османлиите имало ангарија или присилна работа кулук за поправање на ѕидините на Самуиловата тврдина. Постојат голем број на легенди кои кажуваат како се градела, односно поправала тврдината. Постојат легенди кои укажуваат на тоа дека кога и да се изградел дел од Самуиловата тврдина, тој повторно паѓал. Затоа во ѕидините се ставале разни предмети. Дури во една легенда се укажува на тоа дека витко младо женско тело било поставено во тврдините на Самуиловата тврдина, се со цел Самуиловата тврдина да биде се поистрајна на надворешни влијани. Самуиловата тврдина била поделена на два дела, внатрешен каде престојувале владетелот и неговите војници и надворешен дел, но сепак во склоп на ѕидините каде престојувало местното население. Интересно за историчарите и хроничари на Охрид е тоа што и во поново време се сметало дека вистински граѓани на Охрид биле оние кои живееле во внатрешноста на ѕидините. Од тука доаѓа и ривалитетот помеѓу оние кои живееле во внатрешноста на ѕидините, односно варошани, и оние кои живееле од надворешноста на ѕидините, кои во особено, би рекол, кон крајот на 19 век, тоа било малото Месокастро. И тој ривалитет е многу, би рекол, интересен и денес често спомнуван, бидејќи оние кои живееле во внатрешноста на ѕидините на Самуиловата тврдина, оние кои живееле луѓето кои живееле надвор ги викале екс-кастрани, што значело надвор од ѕидините, додека пак месокастрани се нарекувале токму така, бидејќи значело центар на градот, односно дека градот е надвор од ѕидините. Тоа е една интересна флоскула која и ден денес трае. Поновата историја на Самуиловата тврдина е поврзана со повеќегодишни археолошки истражувања на културните слоеви во незината внатрешност и со обновата на незините ѕидини. Според историчарите, Самуиловата тврдина крие многу тајни кои допрва треба да се разоткриваат, како во многу писанија споменуваната четврта железна порта, за која и до ден денес има различни толкувања за незината местоположба и намена. Црвен крст Охрид одбележува уште еден јубилеј, 15 години од работата на Brain o Brain, Центарот за развивање на животни вештини, во кој се имплементира интернационалната Brain o Brain програма. Со едукативни игри, многу забава и дружење, бројни креативни содржини, децата кои ја следат Brain o Brain програмата во Центарот за развивање животни вештини од Црвен крст Охрид, со голема возбуда и радост го прославија 15 годишниот роден ден на Центарот. Настанот го збогатија и родителите кои се најголемата поддршка на децата и признание за работата на Центарот, а секако и тренерите на Brain o Brain програмата, кои со својата висока професионалност и искрена посветеност придонесуваат за успехот на децата и профилирање на Brain o Brain Центарот при Црвен крст Охрид како еден од најдобрите во светски рамки. Од Црвен крст Охрид изразуваат голема благодарност до сите оние кои му кажале доверба и овозможиле во овие 15 години работа преку 100 деца да ги завршат сите 10 нивоа од оваа програма и кои како лидери во својата средина трасираат нови патишта за развивање на едно похумано и поефикасно општествено живење и делување. Следува уште еден настан за одбележување на 15 годишниот јубилеј на 18 септември, на кој главните улоги ќе ги имаат учениците кои ги завршиле сите 10 нивоа од Brain o Brain програмата, информираат од Црвен крст Охрид.
Претреси во Струшко, пронајдена дрога, приведени 2 лица. Фатен крадец при обид да влезе во куќа во Охрид, приведен друг крадец од Охрид за издржување затворска казна. Лишен од слобода возач од Охрид кој управувал моторцикл со 2,36 промили алкохол во крвта. Вчера, 10 септември, околу 11 часот во Струшкото село Луково, полициски службеници од регионалниот центар за гранични работи Запад при Бирото за јавна безбедност лишиле од слобода 49 годишно и 47 годишно лице, двајцата од Скопје. При претреси во нивните домови во истото село, извршени со судска наредба, пронајдени и одземени се марихуана и шприцеви исполнети со течност. Лицата се приведени во полициска станица и по целосно документирање на настанот против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави. На 10 септември во 20 часот и 30 минути на улицата Абас Емин во Охрид, полициски службеници од СВР Охрид лишиле од слобода 38 годишен охриѓанец. Тој се сомничи дека претходно со подесен алат и со физичка сила се обидел да отвори прозор и да влезе во куќа на истата улица. По целосно документирање на настанот против него ќе биде поднесена пријава за сторено кривично дело тешка кражба во обид. На 10 септември во 16 часот и 35 минути на булевар Туристичка во Охрид, полициски службеници од СВР Охрид привеле 41 годишен охриѓанец кој е баран врз основа на судска наредба за издржување затворска казна од 1 година и 10 месеци за сторено кривично дело тешка кражба. Тој е спроведен во казнено-поправната установа затвор Прилеп за издржување на казната. На 10 септември во 17 часот и 15 минути полициски службеници од СВР Охрид лишиле од слобода 53 годишно лице од Охрид. При контрола во патниот сообраќај извршен на булевар Туристичка во Охрид, полициските службеници сопреле мопед со охридски регистарски ознаки и по извршено алкотестирање е констатирано дека го управува под дејство на алкохол, односно му били измерени 2,36 промили алкохол во крвта. Тој е исклучен од сообраќај и против него ќе биде поднесена кривична пријава за безобзирно управување моторно возило. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатен ден.